Стефан Соколовски или познатиот Бат Стеф, мислам дека апсолутно секој на момент ќе сака да биде во негови чевли. Мислам дека толку брзо темпо на живот. Јас во едно недавнешно наше заедничко патување бевме група на луѓе. Јас само сватив како на тој начин вистински се конектира на светот, бидејќи ќе ги поврземе сега последното негово патување на Канскиот филмски фестивал, каде што токму Том Круз со неговата екипа го има секако своето поглавје за веројатно последното филмско поглавје за невозможна мисија. Не знам дали тука Графче не слуша, меѓутоа да знаеш за скоро и за тебе ќе има билетини, не слушаат. Како и да е. Осмиот филм од франшизата, Саше, може да одиме со ова, па ќе се поврземе и со Стефан, апропо нели и Канскиот филмски фестивал, бидејќи мислам дека 7 минути, 8 минути аплауз имало за филмот околу на Канскиот филмски фестивал. За сите вас кои што не гледате инаку во моментот, еден од вас ќе може да пратиме денес во оние редовни филмски проекции во Cineplex, да уживате во легендарниот филм. Го гледав. 3 часа. Да. Одличен, интензивен, прилично, или како што знае да биде всушност поглавието на невозможна мисија. Инаку официјално пристигна 6 дена пред премиерата која што се случи на Cineplex, така што ќе имате прилика токму да го погледнете 62 годишниот актер кој што присуствуваше во Кан на црвениот килим заедно со главната актерка Хейли Атвил. Исто така позираше токму велат со код звездите од невозможна мисија, тоа се Пом Клиемтив, Анджела Басет, фантастична е како претседателка на Америка, Есај Моралес, Хана Вадингем и Грег Тарзан Девис како и режисерот Кристофер Мокори. Инаку ова е трето појавување на Том Круз на фестивалот по учеството на Далеку во 92 и Топ Ган непослушан 2022 година. Да, инаку во невозможна мисија, последната пресметка, Итан Хант, односно кого Том Круз го толкуваше од почетокот на франшизата во 96-та година, и неговиот тим вели ве замолуваат да им верувате уште еден последен пат. Барем така се вели во соопштението кое што беше испратено за медиуми во Кан. Поречиси 3 децении возбудувања, каскадерски активности и интриги, последната пресметка нуди незаборавно кинематографско искуство, зашто потврди и Марко, веројатно и Стефан ќе потврди. Го гледаше, Стефан? Не го гледав тој филм, гледав еден друг, не понец. Ќе ми кажеш, сцените, знаеш дека некаде прочитав дека до толку луѓето биле восхитени, меѓутоа некои излегле од киносалите бидејќи многу бил возбудев. Па да, мислам сериозно има убави сцени, како што знае, на свои 62 години такви активности има Том Круз. Ќе ни каже дали добро изгледа на 62 години Стефан? Го видов од такси, поминуваше баш преку улицава, носеше некоја бордо комбинација, бордо блейзери, бордо панталони и морам да кажам дека изгледаш многу фит. Така да послаб од него ли на камера. Тој се буди со нутриционист. Значи добар е на 62 години. Да, послаб од него на кино. Да, ајде да вака да видиме кој денеска ќе пратиме со редовни филмски проекции, ќе ви ги понудиме вечерва во Cineplex. Том Круз невозможна мисија, ова е веројатно последното поглавје на нешто што трае цели 35 години, замислете. Кога бев 8 годишно дете, се сеќавам дека одек на филмскиот хит невозможна мисија. Никако Бајлево коментираме за нашето детство. Ама невозможна мисија е еден од филмовите кој што ни го одбележал дефинитивно. Со кого се дружиме утринава? Добро утро. Добро утро. Убав ден. И на вас исто. Со кого се дружиме? Уживате сутринска? Ептен. Многу ве следам секој ден. Благодарам. Ептен се дружам со вас. Супер. Со кого се дружиме на кој вашето име? Наташа Мирковска. Наташа, сте љубител на Том Круз, генерално? Многу. Инаку ви ветувам едно незаборавно искуство, само ви ветувам јас бидејќи бев после работа, па ќе заспиев Наташа искрено на филмот за скоро, така што трае 3 часа. 3 часа бидете подготвени. Бидете подготвени. Сега вака, имате големата сала 4, тоа е нели онаа комерцијална голема сала, во 4:30, поточно 16:30, имате во 18:45, 19:45 или сакате уште подоцна? 18:45. Да знаете, сосема, ќе излезете некаде во 10 часот излегувате од Cineplex. Добро. На ваше име и презиме билетите остануваат. Во некоја следна прилика јавете се и кажете ги импресиите. Одличен е филмот и уживајте со 3 часа невозможна мисија на акција, трилер и авантура која што Том Круз завршува некоја поглавја, така барем кажа. И Вилиш го виде Том. Поздрав, љубаво да си поминете во кино. Вилиш фит на своји 62. Да, многу послаб отколку на киносалите, нели секој што многу повеќе мускули, погламурозно, во живо изгледаше онака баш тлап.
Инаку, да се консолидираме прости. Инаку, како беше, ајде, последното твое издание, кој Стефан Соколовски, нашиот познат фотограф, кој што ги посети сите модни, мислам дека настани големи во Европа и во светот, ќе Па сега говориме за тоа. веќе и за филмски фестивали можеме да зборуваме и за Секоја многу ти други чест. Да. поголеми проекти. Ова се сериозни големи успеси за тебе. Секоја ти чест. Ти благодарам најмногу. Мислам дека се случи една експанзија последните 5 години со твоето име и презиме да одекнува на големите филмски модни сцени. Јас тоа општо не го гледам така, бидејќи за мене некако стана последователно и природно и самиот ред карпет, мислам, да, звучи многу гламурозно, но всушност кога ќе го доживееш тоа, едноставно се станува пасе и не е толку гламурозно како што изгледа. Мислам, да, прекрасно е. Ама убаво убаво е да се доживее, Да, Стефан? да, секако. Но многу е стресно и многу е захтевно. Идеја многу припрема. Канскиот како помина нешто што имаше вака како наш македонец кој што беше на Кански филмски Мислам фестивал. дали беше единствен? Па мислам дека да. Да, колку што вака од прилика што пишува и медиумите дека беше единствениот и фотограф кој што го бараат да биде на дел од овие настани. Како го доживеа Канскиот фестивал? Многу интересно, многу, ова ми е втора година како одам, многу динамично, многу добра енергија, бидејќи сите звезди од целиот свет се собираат, но во одреден момент станува overwhelming. Едноставно премногу се засилуваш од таа енергија, бидејќи цел ден имаш снимања, трчаш на премиера, на друг настан, на еден настан. Еве дури морам да кажам и да вистина, која навистина е така, при крајот на премиера на филмот од Кавамура Генки, Exit 8 се вика, тоа е нов пандан, нова верзија од Squid Game. Значи мислам дека е нов хит, така Добре. нешто. Морав да заминам 20 минути од крајот на филмот за да стигнам на забава на Роберто Кавали. Бидејќи има многу добра журка на Annex Beach, тука на сред Круазет во Кан и всушност на таквите забави се прават на многу контакти. Луѓе се многу опуштени и многу ми беше жал да ја пропуштам поканата и да не присуствувам на Роберто Кавали. Тоа сака да многу го прашам, значи сакам. имаш покана, така не може, иако си дел, да речеме, од фестивалот и случувањата, веројатно не можеш да бидеш дел од се ако немаш покана. Воопшто, да. Се исклучиво е на покана и бараат или ID лична карта или име и презиме. Дури има некогаш тайм слот се вика термини кога што имаш право да дојдеш во одреден период, временски период. Доколку го завршиш во тој период да направиш чек-ин, да влезеш на збавата, после не можеш да те внесат. Бидејќи ќе се премине бројот на гости. Инаку, за се сериозно се фасцинираме, бидејќи многу е лесен денеска дигиталниот свет да се конектираш со одредени луѓе. Но и Меѓутоа, конкуренцијата и е конкуренцијата е огромна, како што те Од праша, својот нели страна. сепак. Секако, да. Денес сите сме фотографи, видео Како еден контент. Стефан од Куманово стигна на Кан? Па, знаеш како, со многу голема мотивација, со многу добра амбиција, со чиста љубов и со желба за тоа што работиш со пасија кон својата работа, мислам дека светот нема граници. Така да, јас да, потекнувам од Куманово, но во Македонија сум 5 дена месечно, од прилика. 5 дена месечно? Па, така му доаѓа некогаш. Да, затоа да. Светот тешко е на да те Бланка. има човек што се вели вака на интервју, затоа реков на ЦЦ мора да го имаме. Искрено тоа и велам и утринава си млад, перспективен, меѓутоа како денес се гради да се одржи контакт со дизајнери, со вакви приказни, со модели и други професионалци во индустријата, бидејќи знаеме најчесто дека тоа се бизнис могули кои што го одржуваат, да речеме, тоа темпо на тие забави и сцени. Тајкуни што Тајкуни. направи. Аха. Тука веќе ќе го кажам вистинскиот термин за тајкуни, да. Како се одржува денеска и сериозно, гледајќите со цела екипа, како всушност се конектираш пред еве извесен период на тоа патување, јас сватив дека ќе сериозно нема граници кај Стефан. Thank you so much, фала ти најмногу. Па, модниот свет е многу затворен круг и јас на некој начин несвесно и спонтано влегов во самиот тој свет. Јас почнав од улична и уметничка фотографија и портретна фотографија, но мода е нешто што е многу трансформативно и многу флуидно, односно секогаш има нови трендови, нови случувања и едноставно многу погламурозно од обичниот свет. Така да јас несвесно влегов, дури во некои моменти се прашувам дали сакам да останам, бидејќи е многу компетитивен и на некогаш наистина токсичен. Напорно? Па да, знае да биде на моменти бидејќи треба да си на многу дестинации во еден месец. Сега колку звучи тоа лесно, значи патувањето не е секогаш толку лесно. Менување аеродроми, да бидеш во комуникација со сите, да го планираш животот 6 месеци однапред, да минуваш на хотели, секогаш да бидеш дотеран. Знаеш, тие се некои ствари кои звучат смешно, но некогаш се многу стипувачки. Што те очекува следно, бидејќи е набиена агендата за летово. Ова што го споменуваш, 5 дена сум во Скопје и навистина е така во месецот. Што е следната дестинација, модните недели се, нели, Така, она да, што е следно што те очекува? Имам свадба една пријателка од Мексико што правеше свадба таму, сега сум во Белград на недела, потоа Милано Fashion Week од 19 до 25 јуни, потоа саѓам само на еден ден и одам за Париз од 25 до 28, можеби и до 30, се уште не се знае.
Така Добро, да јуни значи е... едни од главните модни сцени во светот, Милано и Париз, ќе бидеш дел од модните недели. За кого сликаш, ако можам така да те прашам, бидејќи ти нели си фриленс фотограф или сам за себе како Така, се вели? да, слободен уметник, да. Слободен уметник, но сепак за да бидеш дел од вакви модни големи случувања, не секој нели може да учествува и не секој може да слика. Така, Како се наоѓаш таму? Кои се контактите кои што мораш да ги поминеш, оствариш? Па, многу е битно да бидеш докажан во одредена селекција и во одредени кругови. И каде ќе се бидат понатака сликите кои што ќе ги направиш? Така е, например, сега во Кан, во оваа сезона, секој ден буквално имавме снимање и фотосесија далечно списание. Првиот ден веднаш сум стигнав, летев до Лион, од Лион се вози до Кан, директно, не само ги оставив кафелите, веднаш почнав со сликање. Ја сликав Тарина Пател, таа е најпознатава South African продуцент и актерка. Има документарец огромен за неја и живее во огромна палата. Таа е една од најпрепознатливите таму во Јужна Африка, во Кейптаун. Неја сликавме за словенската дизајнерка Матеја Бенедети. Таа е единствена модна дизајнерка од Словенија, од Љубљана, која што работи со биоразградни материјали. Тука за нас звучи неверојатно, ја бев од шок, но навистина е така. Таа произведува фустани од кожа од маслинки, од кожа од ананас и од кожа од бамбус. Збори, тој гледа носечки, сакам да кажам. Изгледа како фустан латекс кожа. А всушност е од природни материјали, остатоци од маслинки, бамбус, од ананас растителниот свет. Да. Така да јас бев во шок, но навистина е така. И правевме кампања за неја. Она има исто така носено креации мајката на Били Ајлиш, ја има носено на Оскари и сега на ред карпет Тарина ја носеше и Петра Немцова. Со Петра Немцова, светскиот супермодел, еден од најпознативе. Викторија Секрет, така. така е. Ја сликав неја и нејзиниот партнер Бенџамин Ларош на најстарава јахта на светот, на јахтава која Ричард Буртон после првиот развод за да ја освои Елизабет Тейлор и има купено. Таа јахта Ова се случува сега периодот? Да, сега во Кан, да. Тоа јахта од 1906 година, најстарата јахта Каде е во лоцирана? свет. Лоцирана на сред портот каде што е Гранд Театар Лумиер, кај што се одржува Канскиот фестивал, десно па лево. А самата обала кај што е Ако појдете така да знаете. Десно па Долу лево. сега Кализма, така да најпрестижниот од сите и најсјајниот, ќе го видите секако. Знаеш како, мислам за твојата меѓународна соработка, искуство и предизвици, вистина може да се пише сега баш убава рецензија и книга. Работиш во над 20 земји, 4 континенти барем за сега. Сериозно, како се адаптираш со оние култури, нации, диверзитетот во светот и Каде би можел да живееш, сериозно? ако треба да пуштиш корени, да. Па, тоа е единствена последна станица која замислувам за себе, каде што можам да се базирам, а да се уште го грам тоа што го сакам на едно место е Њујорк. Сериозно? Па, мислам дека тука е последна станица во светот. Најмногу мултикултурални луѓе и луѓе од цел свет се базирани таму и тоа е некако Значи сепак гледаш уште и работа, затоа што нели Марко вели не е Њујорк баш за живење. Не знам, брз и но за градна хаотичен. кариера е одличен. Да, за но кариера, за кариера веројатно, е супер. Кои се најзначајни лекции кои што сериозно последниве години, кога ти се случуваат толку катарневно брзи работи, ги научи од работата со меѓународни модни настани компании како што се Alta Roma Fashion Week, Paris Fashion Week и сериозно како го избираш концептот за твоите фотографии, колку време подготовка за реализација со оглед на што велиш, фаќам воз од Лион до Кан. Тоа се многу брзи релации, брзи и велиш ти дека најбо, јас знам дека најбо се аклиматизираш на клима кога го имаш фотоапаратот, се можеш да фатиш и докато најбезбедно се чувствуваш. Меѓутоа, како овие лекции кои што ги учиш од што ти е најубавото од најбитните лекции кои ги научам последниве 2-3 години да се биде многу трпелив, никогаш не се откажуваш. Тоа се табиети карактери. Па, да, и најмногу од се да бидеш флексибилен и адаптиран. Значи, едноставно, понекогаш самиот мојот мозок станува компот, бидејќи зборам англиски, француски, италијански, на секој јазик и плюс не секој знае добар англиски. А јас плудувам кога некој не знае добар англиски, бидејќи автоматски се коси со цялата комуникација со целиот тим. Така да понекогаш наистина станува overwhelming премногу, но доколку знаеш да се носиш со тоа и знаеш да се адаптираш, се станува полесно. И ако си со позитивна мисла и позитивна енергија. Кој е најтешкиот соработник од светски Ми го зеде познативе зборот, да. личности со кои што си имал? Бидејќи има темпераменти во прашање. Сега последно исто во Франција, да, во Кан сликав и со мојот долгогодишен соработник Филип Лейн
И тука имаше две моделки кои навистина сакам да ги фотографирам, кои се едни од по-топ, Софија Райзинг и Даниела Джисус од Португалија. Но во Бекстејдж бев навистина хаос, шминкери и фризери веќе каснеа и едноставно нема време да ги фотографирам. И веднаш кога почна ревијата, сакав да видам ревијата на крај и заминев од Бекстејдж пред главната сцена и Софија ми вели, "Come on, let's take pictures or you want to watch the show?" Викам, "Baby, it's over, I want to watch the show." Знаеш, значи толку се секунди во прашање што навистина не можеш да селектираш кога да фотографираш. Јас сум обврзан 5 модели минимум да фотографирам и сега кога ги одбрав тие што беа многу има фризури како Мораш да праваголник. направиш селекција од 5 Па, модели. мојот ангажман се состои од минимум 5 фустани тотал лук. И од тука јас веќе имам слобода да бирам кои фотографии ќе бидат. Така да јас ги фотографирав тие модели што имаат така праваголна фризура, многу интересна, еве наскоро ќе ги фотографирав, но не успев да ги фотографирам тие главните што се по-познати, да кажам, по-комерцијални. Така да некогаш времето е многу кратко, секунди се во прашање и тука мора да бидеш ефективен. Одлучен. Јас пред малку те прашав за Леонардо Ди Каприо и кој ти велиш до тука ми од Леонардо, меѓутоа за нашата публика фасцинантно е нели со какви се луѓе комуницираш и на какви се нели забави одиш. Конкретно на Канскиот филмски фестивал, чисто вака да им напоменеме од познатите личности од филмската фела со кои имаше можност да оствариш контакт, да сликаш, да работиш. Фотографираш, можеби, да. Така да. Да, па тука мислам дека најголем впечаток ми остави Викторија Штител, таа е од Шведска и таа е позната најноста како најдобра пријателка на Меланија Трамп. Они 5 години имаат живеено заедно во Париз, додека студирале заедно, цимерки се. И има една анекдота, мислам таа сама јавно го има кажана во емисија, веќе го кажам и јас, скоро го дознав од неа, дека првенствено Доналд Трамп и се додворувал на неизе, но таа го одбиено и кога го има одбиено, не ја турнал во базен. Трамп? Да, на некоја забава, да, но секако подоцна останале со Меланија. Таа ми е многу интересна, тоа исто интересна анекдота е, пред 2 години со неја се запознавме во ресторан во Монте Карло и разменивме контакти, бевме во комуникација. Но не закажавме фотосесија и сега преку еден друг продуцент, моден режисер од Аргентина, он не спои всушност заедно да правиме насловна за Грација Америка. Но според нивните правила секогаш имаат конфиденцијалити да не кажуваат за која звезда станува збор. Ја доверливо строго. Да, до дента на самото сликање не знаев. И ја одиме ние во хотел еден Кап ду Рок, најскапиот, најпрестижниот хотел во Азорна обала, во Антиб. И само ми кажува, ќе сликаме со Викторија, Lady of Monaco. А сите знаат како Lady of Monaco као. Дека е многу символ на Монако, да речеме, да. Дека е плейбој, дека е филантроп, хуманитарец, многу голем човек во Монако регија. И само кога го видов, "Oh my god, babe, what's up? I didn't know that we were shooting together." И таа беше одушевена, "Oh my god, wow, you see, dreams come true." Да, не знаел дека вопшто дека ќе фотографирате заедно. Не знам, но многу беше интересен момент. Со неја фотографиравме, а за Леонардо Ди Каприо секогаш многу потресно за јавноста, не знам зошто. И еве едно мој интервју за Бекстејдж кој беше одовна толку експлозивно како да не знам кој знае што. Значи луѓе во Северна Качија на Марс купуваат плацеви на месечина и останато, а некако му е фрапантно за Леонардо Ди Каприо. Така да он во живо нема искрено никаква посебна енергија, секогаш окружен со многу мали моделки, со многу security и мислам дека он има поминато се што во животот и веќе ништо не му е Си му е досадно веќе. Да, не му е фасцинантно. Така да тоа се сликува и но сепак на после Амфар галата на Шопар галата во Кан, неговата афтер парти е секогаш недобрата и мислам тука се сите звезди. За 2 минути. Да, и јас бев мора да ми се пофалам, но на самиот влез телефоните се оставаат и тука сега кога не можам да дискреција загарантирана. Да. Или Саша не замале 2 минути до крај. А јас сакав и да те прашам многу работи со оглед на тоа дека вистина ти е богато портфолиото. Како се договара деталите околу соработка и како се наплатува, да речеме, во сето тебе, тоа со Цеце прашуваме, си фриленсер, меѓутоа нели те барат, те фотографираш, само завршените фотографии или времето, подготовката, патни трошоци, како и да речеме тие делови? Тоа се зависи дали се договарам директно со самиот клиент приватно, лично или оди преку агенција или преку друга продукција. Така да секогаш тоа зависи од самиот случај, од тоа како ќе бидат финализирани работиве. Но обично како финален продукт јас преферирам да направам само 10 финални фотографии кои ги бидат комплетно обработени и тие одат сега дали за списанието, дали социјал медија, дали билборди,
дали Значи, Стефан, ти фотографираш и да речеме сега Vanity Fair ги бара фотографиите Дај тебе. Боже да ми видите пред нас, што не вработам, Јас може би нешто предизвикувам сега. Да, дај И Боже. како оди да речеме од купувањето на фотографии, ги праќате да речеме дузина фотографии од Канскиот филмски фестивал кој што сте биле и како одат да речеме селекциите? Први се правам јас селекција пример од 3000 фотографии што ги направам, правам селекција од 500 фотографии. Тие 500 фотографии или 300 еве да кажеме, ги праќам на главниот уредник. Главниот уредник прави рецензија од 20 фотографии и тука заеднички се договараме кои да бидат 10 финални. И тука И се се на слобода наплаќа да речеме. бираат тројца, значи commercial директор, creative директор и самиот editor in chief. И цената варира, предпоставам дека од списани магазин. Па, една вистина која е многу малку кажана е тоа дека најпрестижните списанија плаќаат најмалку, бидејќи тука им добиваш најмногу престиж и реклама. Така да, еве тоа го знаат моделки например. Например за реве на Викторија Бекам ќе бидат многу помалку платени за реве за Guess, например. Така да некои ангажмани, некои тезги што се вели, носат многу повеќе отколку пари. Носат конекции, носат можности за други идни соработки. И тоа многу тешко може да се објасни на луѓе кои не се во овие, бидејќи многу е неопипливо. Но јас се ве уверувам дека навистина е така. Значи некогаш кога ќе бидете помалку платени од некоја работа, ќе ви донесам за 2 години нешто тотално Повеќе. поинаку, Што не го не знаете што чека низ позади хоризонтот. Ти благодариме, убаво лето, ќе биде вистина. so much. За вакви убави наставни повторно филмски и модни фестивали ќе те чекаме во Утринска антилна. Фала ви Така што многу на вас. Секогаш ми е задоволство да бидам во ваше друштво. со најголема задоволство. Фала ти, светот е твој. Светот е твој. Thank you, darlings.